Нормално и мирно протекува денешниот изборен ден овдека на Косово. Има мала излезност во споредба со парламентарните избори што се одржаа во 2014 година. Од Централната Косовска изборна комисија кажа дека до 11 часот има нешто над 8% излезност на територијата секако на цело Косово, што за неколку проценти е помало од однос на изборите во 2014 година. Се очекува дека како што ќе привршува изборниот ден, односно избирачките места ќе бидат отворени до 19 часот, така и ќе се зголеми излезноста. Она што е најважно дека за сега се протекува мирно. 1,8 милиони косовски граѓани имаат право на глас, имаат навистина голем избор, има голем број политички партии и коалиции за кои што ќе можат да го дадат својот глас, како што каже и ти, овие се предвремени избори овдека во Косово, една година пред терминот кој што е законски определен. Причина демаркацијата на границата со Црна Гора, навистина бурни политички реакции имаше токму за овој проблем, а од Европската унија токму демаркацијата на ова граница ја ставија како еден од најголемите услови за Косово да може да продолжи со својот евроинтегративен пат. Како што кажав, во трка влегуваат повеќе партии за вкупно 120 места во Косовскиот парламент. Од оние коалиции и партии кои што имат шанси да влезат да бидат победници на овие избори, само да кажам дека има тројца кандидати, представници на три политички партии и коалиции, односно кандидати за премиери. Тоа е секако Рамуш Харадинај, потпомогнат од Хашим Таči, актуелниот председател на Косово. Тука е Абдула Холти и Албин Курти. Значи, оние сите мерења на јавното мислење пред изборите им даваат шанси токму на овие тројца кандидати како представници на политичките партии и коалициите да однесат победа на овие предвремени парламентарни избори. Косово е специфична држава, имајќи во предвид дека има голем број нерегулирани односи со српската заедница овдека на Косово, и тие учествуваат на овие избори, имаат своји листи, меѓутоа српскиот председател Вучич и српските власти отворено дадоа поддршка само на една листа. Велат дека доколку сакаат србите да имаат поголеми права на Косово и да ги исполнат своите цели, треба да гласаат за партијата која што тие лично како српска влада и српски политичари ги имаат кажано дека ќе биде работа за добро за србите, имајќи предвид дека има и други српски партии кои учествуваат на овие избори. Меѓутоа, Вучич имаше изјава која што кажа дека косовските власти сакаат србите да гласат за политичари или политички партии кои што ќе работат во полза на централната косовска власт. Како што кажав, нема нерегуларности, ниту инциденти. До сега забележани се некои мали нерегуларности, а тие во однос на тоа дека некои гласали не можеле да се најдат на избирачкиот список, а било во деловите кај што живеат српско население во Северно Косово, било забележано дека некои лица и ги фотографирале гласачките ливчиња кога го створиле гласачкото право, но сепак ова да кажеме дека се мали прекурчувања, односно изолирани инциденти. Секако властите веднаш излегува на терен и ги констатира овие неправилности. Ние остануваме овдека во Приштина, во главниот град на Косово, во текот на целиот ден, па и вечерта да ги соопштиме резултатите од овие предвремени парламентарни избори, а секако ќе имаме и повеќе директни вклучувања за да го пренесеме на нашите гледачи текот на гласањето.